Најчесто луѓето ја бараат љубовта. Сите ние имаме потреба да добиеме и примеме љубов, бидејќи мислиме или веруваме дека ја немаме. Тоа е заради тоа што не се сакаме себе си и како резултат на тоа сме питачи во љубовта. Ја бараме љубовта од другите, кои се исти како нас и во сосема истата положба. Чекаат да добијат љубов, па тогаш следува прашањето: како може ако некој не се сака себе си да го сака другиот? И како може од истиот да очекува љубов? Луѓето постојано ја бараат љубовта, среќата, па и Бог. Го бараме сето тоа, а тоа е во нас. Најтешко е да се победиме самите себе и да ги срушиме сопствените представи и убедувања. Ако пред нас стои огледало и гледаме лик во огледалото, не очекуваме или правиме промени на ликот, туку напротив, нашата промена го менува ликот во огледалото. Љубовта не исполнува и целосно трансформира. Таа е нешто што не прави среќни затоа што постоиме. И не само тоа, целокупното постојање е резултат токму на љубовта, од најмалиот атом па се до најдалечните галаксии. Кога сум во љубовта не постои друг. Само јас сум, едно со тоа. Во денешно време најчесто луѓето ја поистоветуваат љубовта со страстите. Страстите се посесивна или поседовна љубов. Сега ве збунив, а? Многу пати ќе слушнете и дека ако постои љубомора од страна на партнерот, тоа значи дека сте сакани. А сега јас да ве прашам обратно, како може некој да ви каже дека ве сака, а да биде љубоморен или посесивен во однос на вашите постапки или на вниманието кое го добивате од другите? Љубов е кога тоа што го сакам, не сакам да го задржам и ограничам само за себе. Кога ние сакаме, не постои причина поради која сакаме, затоа што љубовта е врвна слобода. Се друго, посесивноста, љубомората произлегуваат од ограниченоста на умот, а не на срцето. Нашата љубов е бескрајна и непотрошлива. Ако го загодуваме изворот на љубовта, постојано со страв дека ако сакаме ќе страдаме, ќе бидеме оставени и напуштени, тогаш уште повеќе се ограничуваме во сопствените рамки. Само кога сме ограничени и затворени, само тогаш бараме возврат за љубовта. Големите срца сакаат, а малите бараат да бидат сакани. Многу пати се разочаруваме и од сопствените очекувања што ги креираме за другите луѓе. Очекувањата се корен на страдањата. Кога некого среќаваме, најпрво правиме представа за тој човек или девојка според критериумот на нашите филтри. Ако истите луѓе подоцна не се вклопуваат во нашите представи, најтрагично е тоа што се трудиме да ги смениме и промениме се со цел да одговараат на нашата слика. И веќе одовде почнуваат страдањата. Сега повторно да ве прашам нешто. Каква е таа љубов ако некого го повредуваме и каква е таа љубов ако некој не му даваме слобода да биде онаков каков што е? Затоа да почнеме од нас самите да бидеме тоа што сме и да ги промениме нашите очекувања, со тоа што наместо да се трудиме некого да го промениме, да го согледаме таков каков што е и да го прифатиме. Љубовта ги руши сите рамки, сите бариери на човековите ограничувања. Таму нема форми, нема страсти, нема ниту јас, ниту ти, само љубовта е. Таа тече низ нас самите и само тогаш ние сме животот и животот е во нас. Љубовта е единственото нешто кое не можеме да го задржиме за себе.